Прво поплава, потоа карцином на гласните жици на таткото, а сега и немање пари децата да студираат. Вака во една реченица може да се опише судбината на семејството Балиќ од Сингелиќ по минатогодишните поплави во Скопскиот регион. Куќата им е речиси урнисана, помошта од државата за реновирање на куќата од 2000 евра беше добре дојдена, ама за операцијата на таткото и денес сите се под кирија и чекаат. Мајката чисти по куќи, таткото по операцијата е добар, ама и избркан од работа. Едниот син почна да студира на машински факултет и беше принуден да прекине, а за најмалата сестра, првенец во гимназија, едва се најдоа 200 евра за да се запише на истиот факултет. Не треба да сте експерт за да заклучите дека во куќата на Балиќи нема услови за живот. Нивното куче Паша и денес само го чува она што останало по поплавата. Петчленото семејство, кое пред поплавите овде живеело мирно, скромно и среќно, сега нема можност да се врати во својата куќа. Однадвор водата оставила лузни под зидовите, а внатре вистински хорор. Овие луѓе по поплавите останале на улица. Двајцата браќа, Дженан и Тарик и сестрата Белма, раскажуваат дека поплавата им ги однела сите планови за еднината. Таткото по поплавата се оперирал од карцином и добил отказ од работа. Семејството нашло привремен дом под кирија, со надеж дека ќе успеат да се вратат во куќата. Но тоа ни по повеќе од една година не се случило. Пред поплавите, ова семејство било полно со планови. Денес, нивните планови дека еден ден децата ќе завршат факултет, ќе се вработат и ќе бидат успешни во својата професија, за овие тројца луѓе се само сон. Сум студент на машински факултет, кој мораше да го заврши пред време факултетот, да го стави умирување. Нема услови за тоа, нема ни за други работи. Куќата ни е 100% уништена од поплавата, ни еден орган, ни една организација, освен некои турски донации што беа испратени во вид на електричен шпорет и фрижидер. Мојот татко непосредно 20 дена после поплавите бевме во болница, му открија карцином на гласни жици, мораше да се оперира, беше 3 пати на зафат. И сега остана проблемот каде да се живее. Овој надежен студент го напуштил факултетот и сега работи како келнер во едно скопско кафуле. На овој чекор се одлучил откако видел дека платата што неговата мајка ја заработува чистејки по куќи не е доволна за екзистенција на семејството. Се крпиме, се снаоѓаме, тука се родниниве најблиски да ни помогнат за најопштото, за најосновното, за лепшо сејка. Надлежните доаѓале и заминувале, но работите и по повеќе од една година не мрднале од мртва точка. Овде ништо не се менува, а семејството се помалку има надеж дека ќе се врати да живее во куќата. Белма Балиќ завршила средно образование со одличен успех и со огромен ентузијазам се запишала на факултет. Таткото Самир вели дека ако треба и покрај болеста и приватно ќе работи за да може да ја обезбеди на ќерка си да студира. Сите се свесни дека тоа без пари не е можно. Едва и собрале 200 евра за упис на факултет. Семејството Балиќ апелира до владата, до надлежните институции, како и до сите граѓани, да им помогнат да може да ги обезбедат основните услови за живот и да се вратат во куќата. Болеста на таткото ја излечиле, но не и раните што им ги оставила поплавата. Не испратија со надеж дека еден ден ќе не повикаат да им направиме фотографии во обновена куќа, во која ќе може да ни раскажат дека плановите да се запишат и да продолжат со факултетот им станале реалност.